За некои, митинг на Доналд Трамп е како црква. Мојата вера во Исус е многу важна и знам дека постои лидер, Доналд Трамп, кој веќе беше председател, кој заврши одлична работа кога беше на функција, кој се враќа и ќе ги врати тие вредности. Ќе ја врати побожноста во канцеларијата и во нашата земја. Коментарите на поранешниот председател за религијата се прифаќаат добро од евангелистите и другите конзервативни христијани. Ние ќе ги заштитиме христијаните во нашите училишта, во нашата војска и нашата влада. Господ, оружје и Трамп е веројатно една од моите најпродавани кошули и така е веќе изминативе 2 или 3 години. Но Трамп е далеко од типичен конзервативен христијанин. Поранешниот председател 2 пати се разведуваше. Нему му се суди за кривично дело за фалсификување деловни досиеа, записи поврзани со уплата на пари на порнозвезда со која тој наводно имал секс. Некои аналитичари велат дека Трамп го користи судскиот случај за да се спореди со Исус, за кого христијаните веруваат дека умрел за гревовите на светот. Трамп всушност ја позајми таа реторика во последно време. Го видовме како вели ме обвинија поради вас. Тој не е некој што редовно оди во црква, но на неговата платформа промовираше Библија за продажба. Анкетата на Associated Press покажа дека 8 од 10 бели евангелистички христијани го избрале Трамп на последните председателски избори. Истражувањето на Центарот Пју оваа година покажа дека црните протестанти го предпочитаат Бајден. Без разлика дали е сабота навечер или недела, председателот Џо Бајден присуствува на католичката миса, обично во Делавер каде што има куќа или во Џорџтаун ако е во Вашингтон. Со тоа се поврзуваат неговите поддржувачи. Тој одеше во католичко средно училиште само за момчиња и е прилично сериозен во врска со својата католичка вера. Бајден и првата дама се сретнаа со папата во Ватикан во 2021 година. Папата Фрањо му рече на Бајден, вториот католички председател на Америка, дека може да продолжи да се причестува и покрај неговите ставови за абортусот. Ставот на Бајден за правото на абортусот е комплициран за некои католици. Всушност, анкета од последните избори покажа дека католиците се поделени 50-50 за Трамп и Бајден. Прашање број 1 е она за забрана на абортусот. Одвратно е да се гледа како Џо Бајден се прогласува себе си како католик и не се залага за граѓаните на САД родени надвор од државата. Кога Бајден зборува за религија, тој зборува за инклузивност. Универзална порака за надежд, радост, љубов, без разлика дали сте христијанин, дали сте евреин, муслиман, будист или која било друга вера, или ако воопшто немате вера. Ни зборува нам како човечки суштества кои сме тука на оваа земја првенствено за да се грижиме еден за друг. Генерално, Бајден ја практикува својата вера традиционално, додека Трамп сугерира дека Господ е присутен во неговиот живот.